Новиот Урбан блог е пред вас, со нови интересни содржини кои што се надевам во целост ќе го задржат вашето внимание. А што поточно гледаме во продолжение. Во новиот Урбан блог ви предлагаме неколку утрински ритуали кои може да го направат целиот ден поубав. Дали сауна по тренинг е добар избор и ве носиме на Мајорка. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан блог. Утринските ритуали го поставуваат тонот за целиот ден. Наместо веднаш да посегнете по телефонот и да се преплавите со информации, неколку едноставни навики можат да ви помогнат да започнете со повеќе енергија, подобар фокус и се разбира добро расположение. Да погледнеме. Продуктивниот утрински ритуал не мора да вклучува будење во 5 часот наутро, туширање со студена вода, медитација половина час или совршено организиран распоред. Но исто така е важно вашиот телефон, таблет или компјутер да не бидат првото нешто по кое посегнувате наутро. Бидејќи штом ќе ги отворите очите и ќе посегнете по екранот, брзо се претопувате во пораките, електронската пошта, вестите, социјалните медиуми и бесконечното скролање на другите луѓе, наместо да го започнете денот со свое темпо. Затоа вашето утро може да изгледа сосема поинаку. Наместо прво да проверувате Инстаграм или отварате пораки, можете да прочитате неколку страници од книга, да ја пуштите вашата омилена музика додека се подготвувате, да направите појадок што навистина ќе уживате во него или да отвоите 10 минути за краток тренинг. Ако имате домашно милениче, утринската прошетка може да биде идеален начин да се разбудите, додека љубителите на неколку страници од списанијата може да го најдат почетокот на денот многу попријатен од уште една рунда на скролање. Во продолжение, ви носиме неколку продуктивни утрински ритуали што може да го променат текот на вашиот ден. Не мора да одвоите 1 час за читање за да направите разлика. Неколку страници од вашиот омилен роман, биографија или книга што ја имате на ноќната масичка веќе некое време можат да бидат доволни. За разлика од вашиот телефон, книгата не бара истовремено да одговарате на пораки, да проверувате известувања или да скокате од една информација на друга. Неколку минути тишина со книга може да станат мал утрински ритуал, што може со нетрпение да го очекувате наутро. И можеби, за разлика од вашето ветување дека ќе читате повеќе, конечно ќе ја завршите книгата што ја влечете од соба во соба со месеци. Можете и да си пуштите музика додека се подготвувате. Направете своја листа. Пуштете ги вашите омилени песни додека го миете лицето, ја применувате вашата рутина за нега на кожата, ги миете забите или се туширате. Музиката може да биде поубав начин да се разбудите од проверка на телефонот. Наместо да дозволите вашиот екран да биде првиот извор на информации на кои сте изложени, изберете да го започнете утрото со убава и мирна музика. Ако сте љубител на класика, можете да изберете неколку од вашите омилени композитори или едноставно да пуштите албум од современ уметник. Според истражувањата, музиката има моќ да го подигне вашето расположение, што е идеална платформа за добар почеток на денот. Утрото е идеално време да забавите, дури за неколку минути, и да подготвите нешто добро и квалитетно за себе. Наместо да појадувате во движење или да го прескокнувате појадокот затоа што сте заглавени во телефонот, подгответе квалитетен оброк полн со протеини кој навистина ќе ве засити. Не мора да биде комплициран рецепт кој бара половина час подготовка. Овесна каша со овошје, јајца и тост, јогурт со јаткасти плодови или смути можат да бидат доста едноставни опции. Најважно е подготовката на појадокот да не стане уште една обврска, туку мал утрински ритуал во кој не брзате и не гледате во екранот. Не мора да имате време за целосен тренинг секое утро. Ако имате само 10 минути, искористете ги за брз тренинг. Неколку истегнувања, чучњеви, лесни вежби за целото тело или кратка рутина дома, што веќе ја знаете, може да бидат доволни за да ве поттикнат. Поентата не е да си поставувате нов фитнес предизвик секое утро, туку да му дадете шанса на вашето тело да се разбуди по неколку часа поминати во истата положба. А бонусот е што првите 10 минути од денот сте го поминале активно, наместо пред екран. Ако вашата книга не е прв избор наутро, тогаш можеби би можеле да уживате во страниците на вашето омилено списание.
Направете си шолја кафе од вашето омилено, без разлика дали пиете еспресо, инстант или домашно кафе. Создадете мал ритуал за себе и одвоите неколку минути за да прелистате неколку страни од вашето омилено списание. Мода, убавина, здравје, патувања, интересни приказни и теми можат да бидат совршена утринска содржина. Особено ако сакате да го започнете денот со нешто што ве инспирира, а не со информации што бараат непосредна реакција. И да, сосема е дозволено прво да го прочитате текстот што го означивте вчера, а дури потоа да продолжите со вашите обврски. Прошетајте го и вашето домашно милениче. Ако имате куче, утринската прошетка е веќе дел од вашата рутина. Но не мора да биде само обврска што сакате да ја завршите што е можно поскоро. Оставете го телефонот во џеб и обидете се всушност да ги поминете тие 20 минути надвор. Наместо да проверувате социјални мрежи или да одговарате на пораки за време на прошетката, обрнете внимание на околината, вашите движења и разговорот со себе. Ако немате домашно милениче, можете да постигнете исто и со кратка утринска прошетка, можеби до блискиот парк или низ соседството. Неколку минути свеж воздух можат да бидат многу попријатен почеток на денот отколку гледање во екраните. И вашиот телефон, таблет, телевизор, компјутер, оставите ги да почекаат. Секако, не постои универзално правило кое вели дека не можете да го погледнете телефонот штом ќе се разбудите. За некои луѓе проверката на работниот распоред и важните пораки е неизбежен дел од утрото. Но ако забележите дека само 5 минути на телефонот се претвараат во половина час скролање, можеби вреди да направите мала промена. Не мора да наметнувате строга забрана. Обидете се да ги поминете првите 30 минути, а потоа можеби и првиот час од денот без вашиот телефон, телевизор, таблет или компјутер. Наместо екрани изберете една или две активности во кои навистина уживате. Бидејќи продуктивното утро не мора да значи утро исполнето со задачи. Понекогаш најпродуктивното нешто што можете да го направите е да не дозволите вашиот телефон да ви го диктира расположението, темпото и вниманието во моментот кога ќе ги отворите очите. Можеби токму овие утрински ритуали може да го променат текот на вашиот ден и да го направат не само утрото, туку и целиот ден многу поубав. Користењето сауна после тренинзите е одличен начин да го заокружите вежбањето и да го забрзате процесот на закрепнување на телото. Топлината предизвикува низа позитивни реакции кои директно му помагаат на организмот после физичкиот напор. Да ги погледнеме придобивките. Редовниот тренинг носи бројни придобивки за телото и фитнесот, но закрепнувањето е исто толку важно како и самиот тренинг. Покрај стегнувањето, квалитетниот сон, хидратацијата и правилната исхрана, сауната по тренинг привлекува се повеќе внимание. Поминувањето време во сауна по физичка активност може да биде пријатен начин на опуштање, загревање на мускулите и создавање јасна граница помеѓу интензивниот тренинг и одморот. Сепак, сауната не е замена за одмор и правилна хидратација, а начинот на кој ја користите може да направи голема разлика. За време на тренингот, мускулите се изложени на стрес, особено при изведување на вежби за сила, трчање или тренинг со висок интензитет. Топлината во сауната го стимулира ширењето на крвните садови и го зголемува протокот на крв низ телото, поради што многу луѓе чувствуваат дека нивните мускули се порелаксирани по сесија во сауна. Затоа, сауната по тренинг може да биде интересен додаток на рутината за закрепнување. Топлината може да придонесе за чувство на релаксација и да го намали чувството на вкочанетост што понекогаш се јавува по тренингот. Една од причините зошто луѓето ги сакаат сауните не е само физичкиот ефект, туку и менталниот. По тренингот неколку минути поминати во топол и тивок простор може да ви помогнат да забавите и да преминете од активниот дел од денот во фаза на одмор. Сауните често се поврзуваат со релаксација, а ова чувство може да биде особено пријатно по напорен тренинг. Ако тренирате по работа или навечер, сауната може да стане еден вид ритуал што го означува крајот на физичката активност. Иако вагата може да покаже малку помал број по сауната, важно е да се разбере дека ова не е индикатор за губење на масти,
За време на сесија во сауна телото се поти и губи течности, па затоа при времено губење на тежината е претежно вода. Затоа, сауна по тренинг не треба да се гледа како метод за губење на тежина. Клучот за намалување на телесни масти е долгорочна одржлива исхрана, редовна физичка активност и соодветен одмор. А и хидратацијата е клучна. Вежбањето и сауната заедно може да доведат до поголемо губење на течности отколку тренингот самостојно. Затоа, важно е да не влегувате во сауна веќе дехидрирани и да ги надоместите изгубените течности по престојот таму. Ако се потите многу за време на тренингот, обрнете дополнително внимание на внесот на вода и во зависност од интензитетот и времетраењето на активноста на електролитите. Не треба да чекате додека не почувствувате голема жед за да почнете да пиете вода. А ако сте почетник, нема потреба веднаш да поминувате долго време во сауна. Краткиот престој може да биде доволен за да видите како вашето тело реагира на високата температура. По тренингот, прво оладете се, испијте малку вода и дури потоа влезете во сауна. Ако чувствувате вртоглавица, гадење, слабост, главоболка или каква било непријатност, излезете од сауната и оладете се. Исто така не е добра идеја да ја користите сауната веднаш по екстремно интензивен тренинг, ако сте исцрпени или значително дехидрирани. Кога се користи разумно, сауната по тренинг може да биде добредојден додаток на рутината, што вклучува активност, хидратација, квалитетна исхрана и соодветен сон. Незината најголема вредност не е во поништувањето на напорниот тренинг или забрзување на губење тежина, туку во тоа што ви помага да се чувствувате опуштено и полесно да преминете од активност во одмор. Најважно е да го слушате вашето тело и да ја гледате употребата на сауна како додаток на вашиот тренинг, а не како задолжителен дел од него. Доколку имате какви било здравствени проблеми, особено оние поврзани со вашето срце, крвен притисок или толеранција на топлина, најдобро е да се консултирате со вашиот лекар пред да користите сауна. Мајорка е најголемиот остров во Шпанија и дефинитивно една од најпосакуваните дестинации на Медитеранот. Позната по разновидниот пејсаж кој ги спојува трикизните заливи, импресивните планини и богатата историја и култура. Во минутите кои следат, уживаме заедно во Мајорка. Шпанија е една од најпопуларните туристички дестинации во светот, особено во лето. Со својата богата историја и култура, разновидни влијанија, традиции и кујна, таа е исто така една од најбогатите. Секоја година можете да посетите различен регион и да имате сосема поинакво автентично искуство. Всушност, секој од автономните региони на земјата нуди толку многу различни можности за истражување на богатата историја на земјата, токму поради неспоредливите специфичности на секој од нив. Балеарските острови се еден од овие региони и се составени од добро познатите места – Мајорка, Менорка, Ибица и Форментера. Најголем од нив е Мајорка, која често не добива доволно внимание и во известна смисла е придружена со лажна репутација. Ова не е само остров за лежалки и коктели, да има многу повеќе од тоа. Мајорка е истовремено планинска, крајбрежна, историска и урбана и медитеранска. Постојат места што личат на Јужна Франција, села што личат на италијанската Тоскана, улици што имаат траги од арапска архитектура и главен град, што и можеме да го кажеме ова од прва рака, изгледа како минијатурна Барселона. Ако ја посетувате Мајорка за прв пат, не ја прескокнувајте Палма, главниот град на островот. Има доволно енергија за да ве држи неколку дена, но не е доволно компактен за да го истражувате пеш. Затоа и подсетува на минијатурна Барселона, стариот град, тесните улички, готската архитектура, добрата храна, малите галерии, дизајнерските продавници, кафулињата полни со луѓе и познатото чувство дека морето е веднаш за Даголот. Срцето на Палма е катедралата Ласеу, монументална зграда што доминира во градот и заливот. Незината големина најдобро се разбира кога ќе се приближите од правец на Парк де ла Мар, бидејќи каменот, водата и светлината се прекршуваат на начин што изгледа речиси нереален. Веднаш до неа е Алмудаина, кралската палата чија историја ги задржува слоевите на островот – арапски, христијански, кралски и медитерански.
Прошетајте низ стариот град, изгубете се во уличките, застанете во една од градините, нарачајте кафе, тапас или чаша вино и дозволете градот да создаде своја рута. Тоа е неговата предност во однос на поголемите европски метрополи. Има културна тежина, но и исцрпувачко темпо. Мајорка со векови е место за средби на различни цивилизации. Пред римјаните островот имал своја култура на талајоти, а потоа дошле римските влијанија, особено видливи во области како Алкурија. Во средниот век островот бил под муслиманска власт, а Палма тогаш била позната како Мадина Мајорка. Овој период оставил белег не само врз неговата историја, туку и врз изгледот на островот, во дворовите, лаковите, водоводните системи, сенчестите премини, камените фасади. Подоцна по освојувањето од страна на кралот Хауме I во 13 век, Мајорка влегла во христијански и арагонски период, а Палма ја добила силуетата што најмногу ја поврзуваме со неа денес. Со толку богата историја што не е ограничена само на музеи, туку може да се види и при пешачење. Мајорка е интересна дури и кога не сте на плажа. Најдобриот начин да се движите низ Мајорка е со скутер или со воз. Ако сакате навистина да го доживеете островот, не останувајте само на едно место. Мајорка е поголема отколку што изгледа, но е доволно добро поврзана за да можете да направите неколку сосема различни екскурзии. Најдобриот начин за движење, особено ако сакате спонтанност, е со скутер. На тој начин лесно можете да застанете каде што сакате. На Видиковец, покрај Маслинова шума, покрај Мал залив или село што не сте планирале да го посетите. Возењето скутер низ Мајорка навистина нуди специфично чувство на слобода. Мирис на борови дрвја, карпи, кривини, сув медитерански воздух и постојано менувачки пејсажи. Сепак, Мајорка е изненадувачки добра и за оние кои не сакаат да возат. Од Палма има железнички врски до внатрешноста на островот, вклучувајќи го и Манакор, а посебно искуство историскиот воз Палма Солер. Тоа е капсула во реално време. Дрвени вагони, планински релјефи, сенки што се менуваат низ тунели, маслинови градини, цитрусни овошја и трамунтана што се отвара пред вас. Возот до Солер е едно од најубавите нешта што можете да ги направите на Мајорка. Ако сте љубители на тенис, Манакор не е само уште еден град во внатрешноста на островот. Тоа е родното место на Рафаел Надал, каде што пораснал, каде што се уште живее и каде што се наоѓа неговата академија. Лесно можете да стигнете до Манакор од Палма, а посетата на музеот и академијата на Рафаел Надал е одлична идеја дури и ако не сте обсесивен обожавател. Музеот е посветен на неговата кариера, но и на поширокиот свет на спортот, па затоа функционира како мала спортска станица на островот што обично го поврзуваме со плажи. Од друга страна, ако сте обожавател, тогаш Манакор има и еден слој возбуда. Шансата да се сретне со еден од најголемите тенисери на сите времиња може да биде мала, но не и невозможна. Уште повеќе, се случува често. Секако не треба да правите потрага од тоа или да нарушувате нечија приватност, но има нешто привлечно во фактот дека на островот, што е толку туристички, одеднаш чувствувате дека пред се е дом за некого. Ако сте веќе во Манакор, продолжете кон Порто Кристо. Ова е мало крајбрежно градче и е познато по пештерите на Драч. Но ние го сметаме и за подеднако интересно поради чувството на пристаништето. Порто Кристо има поопуштена атмосфера од поголемите туристички центри. Бродови, јахти, мала плажа, ресторански градини и куќи што се издигаат над брегот. Ако сте обожавател на Надал, ќе ви биде особено интересно овде. Неговата јахта понекогаш може да се види во пристаништето, а една од градините нуди поглед на брегот и карпата, каде што според локалните приказни се наоѓа неговата куќа. Најдоброто нешто што можете да го направите е да седнете во една од градините и да нарачете одлични тапас, морска храна и сангрија и да гледате кон пристаништето, плажите и куќите. Можете исто така да пливате на плажите што не се преполни. Солер е една од станиците на Мајорка што не треба да ја пропуштите. Можете да стигнете таму со историскиот воз од Палма, а потоа да продолжите со стариот трамвај до Порт де Солер. Можеби е најубавата комбинација од транспорт и пејсаж на островот. Самиот Солер е познат по своите цитрусни дрвја, камени куќи, главен плоштад и планинска околина.
Додека Порт де Солер нуди сосема поинаква гледка. Залив, море, шеталишта, ресторани и планини што се спуштаат речиси до водата. Ако имате време за еднодневен излет од Палма, ова е веројатно најисплатливиот избор. Мајорка има многу плажи, но најдобрите делови честопати не се огромни песочни плажи, туку мали заливи или каласи. И секоја од нив има различен карактер. Некои се совршени за фотографирање, некои за долги пливања, некои за пристигнување рано наутро пред гужвите, а некои за лежење цел ден без план. Важно е да се знае дека најпознатите заливи можат да бидат преполни во текот на сезоната, па затоа е најдобро да се оди рано или да се избере помалку популарна опција. Убавината на Мајорка е што морето никогаш не е само море. Зад плажата често имате борови дрвја, карпи и планини или села. Мајорка е идеална за патување кога не сакате да избирате помеѓу море, град, историја и природа. Наутро можете да бидете во готска катедрала, попладне во планинско село, навечер во пристаништето, а следниот ден на плажа, што изгледа како сцена од филм. Со убавините на Мајорка го заокружуваме и денешното издание на Урбан Блог. Се гледаме повторно за 7 дена во истото време на истото место со нови содржини. Уживајте во летото и бидете урбани.